во однос на безбедното купување, поготово на онлайн каналите, Народна банка во повеќе наврати упатува на зголемена свесност на граѓаните во однос на ризиците кои се присутни во дигиталниот простор. Пред се, тука се мисли на големиот број на спонзорирани објави кои доаѓаат на социјалните мрежи и практично ги намамуваат граѓаните да одат и да пазарат на некакви си небезбедни страници, каде што имаме некакви понуди кои се премногу добри да бидат вистинити. На тој начин практично граѓаните се намамени да си ги да ги стават своите лични податоци, да ги стават своите платежни картички, серијски број на платежни картички на некакви си малициозни веб страни и практично таму настануваат друг тип на измами поврзани со нивните платежни сметки. Во однос на тоа, значи, секако граѓаните мора да бидат свесни во однос на социјалните мрежи, дека објавите би било добро да ги проверат тие, значи, објави. Практично еден наједноставен начин е да се види кој ја спонзорирал таа објава, пред колку дена е тој пост објавен, значи секако доколку е реномирана компанија и е присутна на социјалните мрежи, таа компанија е присутна подолго временски период на социјалните мрежи. Еден наједноставен начин е да се провери кој ја спонзорира таа објава и доколку тој сајт е регистриран пред неколку дена, тоа значи дека практично треба тој сајт дополнително, односно тој трговец дополнително да се истражи дали е тој евентуално некаква измама или не. Слично е и на веб страните. Значи, на некоја веб страна, кога вие одите и да пазарите некаков кај електронски трговец, секако број еден е дека треба да видите, да проверите дали таа веб страна е така наречена шифрирана, односно дали има специјално катанче на адресниот бар, односно местото каде се внесува адресата, каде што едноставно се проверува две работи. Дали е врската шифрирана, односно податоците меѓу клиентот и трговецот се пренесуваат шифрирано, и второ, сертификатот. Значи, има електронски сертификат, на кој електронски сертификат може да се види, погледне на која компанија е издаден тој електронски сертификат. Вообичаено граѓаните пазарат од едни исти страни и вообичаено тие наша препорака е да ги имаат во нивните, значи, оние фаворити, односно запамтени адреси, односно да не кликаат на таа адреса, бидејќи имаме голем број на такви адреси кои едноставно се со различен домен. Значи, ние мислиме дека сме на Zara, меѓутоа не е Zara, Zara.net или нешто друго, така да луѓето, практично граѓаните се насочени кон трговец кој се представува дека е Zara, дека нуди некакви си попусти, меѓутоа тој не е практично трговецот кој е. Секако уште една препорака е овие типови на трансакции, поготово преносот на платежните, серискиот број на платежните картички, значи самото вршење на тие платежни трансакции да се врши на уреди кои се доверливи, односно да не се прави тоа на некаков си јавен компјутер, да не се прави тоа преку некаква си јавна Wi-Fi мрежа, односно од кафич, односно од некој аеродром, каде што имаме истој, значи, голем број на луѓе закачени на тие мрежи, немаме доверба во тие мрежи на кои сме приклучени, така да општо треба граѓаните да бидат свесни за овој тип на ризици, бидејќи преку овие канали се пренесуваат, значи, одсем приватните податоци, односно чувствителните податоци за граѓаниот, секако и платежните сметки, значи банкарските податоци, поготово, значи, тука имаме исто и ризик со нанесување на повреда на клиентот, затоа што може да му се преземе онлайн идентитетот, значи нарушување на нивните Facebook акаунти, Instagram, Twitter акаунти, нарушувањето на банкарската тајна, значи преземањето на корисничките пристапни кодови за електронско и мобилно банкарство, па и финансиска штета со евентуално нарушување, односно прелевање на средствата од сметката на клиентот кон криминалецот.